Граѓаните да ги почитуваат општите препораки за заштита од високите температури со оглед на најавите дека денеска и утре Македонија ќе биде зафатена од жолта алертна фаза, апелираат од Министерството за здравство. Носење светла и лесна облека, заштитни очила и капа, престој на затворени климатизирани простории или почести одмори под сенка доколку се излегува надвор, внесување помало количество на храна, претежно овошје и зеленчок, а помалку масноти, пиење повеќе течности, најдобро обична вода и избегнување на алкохолни пијалоци. Исто така, возилата одредено време пред влегување во нив да се проветруваат, се дел од препораките од Министерството. Лекарите со своји препораки. Иако ги потенцират само хронично болните, меѓутоа децата, бремените жени и сите оние кои што реално не мора да бидат на отворено во овој период, најдобро е да бидат во климатизирани простори. Но она што е најбитно, доколку веќе мора да се излегува по гориштиниве надвор, да се консумира што поголема количина на течности. Од 2 литри нагоре е препораката, значи да се зема доволно количина на течност за да не настане дехидратација. Посебно за децата препорачувам да се внимава на храната, во овој период да се консумира само добро термички обработена храна, значи поради тоа што таа е доста подложна на расипување со порастот на температурите, редовно миење на раците, значи за превенција од цревни инфекции кои се доста чести во овој летен период. Поради високите температури и зголемената можност од појава на труење со храна и цревни заразни заболувања се препорачува задолжително миење на земјоделско-градинарските производи, како и термичката подготовка на храната и незиното конзумирање во многу кус рок за подготовка, подготвена храна да се става во фрижидер на плюс 8 степени, а пред употреба истата да се загрее на 100 степени. Ние ги сметаме како сезонско заболување, а зголемена е бројката, значи, на цревни инфекции во однос на самата сезона. И сега бројот на цревните инфекции, значи, интересно, значи, со зголемување на температурите се покачува и бројот на цревните инфекции. Цревните инфекции представуваат, значи, воспаление на самото црево, било кој дел од цревото, од желудникот па се до дебело црево, и спрема тоа зборуваме за гастрит, гастроентерит, гастроентероколит, тоа е, значи, патоанатомски локализацијата кај што е воспалителниот процес. Министерството за здравство потсетува дека во сите градови низ државата во соработка со здравствените домови се поставени пунктови за превентивни препораки и совети за заштита од високите температури. Пунктовите функционираат секој ден од 18:30 до 21:30 часот, се мери крвен притисок и се даваат совети за превенција од топлото време и за здрав начин на живот.